Се што е од Бога, арно е. Не е арно кога е облачно во срцата на луѓето, кога врне во нивните души и кога е замаглен нивниот поглед. Не е арно кога ни студи, дури тогаш кога не е зима. А тоа веќе не е од Бога. Тоа е од нас и од нашиот однос кон се она што не прави така да се чувствуваме. Па сепак, можеби е тоа Божје искушение, Божјо предупредување или Божја порака, дека Тој може да ни помогне само ако знаеме сами да си помогнеме. Велат дека после секој дожд доаѓа сонце, но колку тоа сонце ќе може да ги стопли душите и срцата на луѓето, повторно зависи од нас самите. Во секој од нас има по едно сонце, но тоа ќе почне да грее ако го разбудиме под заспаниот човек во нас, ако го исправиме на нозе, боголюбивиот, човеколюбивиот и правдолюбивиот човек, оној човек кој за себе смета дека заслужува да живее достоинствено. Почитувани пријатели, иако овие денови е облачно, дождливо и магливо, денес струмичени ги огреа сонцето на славопочитта, сонцето на просветлената мисла, сонцето на милоста Божја. Утрово, 8 на уште еден 11 декември, уште еден празничен дар за сите благочестиви и возлюбени чеда во Христа, ден за гордост, негување на традицијата и потврда на себе спознавањето. Денес Струмица го празнува денот на своите заштитници, светите 15 тивериополски свештеномаченици. Ова е ден кој не е нити делник, ниту празник, туку празник над празниците за сите струмичани. За сите оние кои сакаат Струмица и ја чувствуваат за своја. Ова е ден кој испишува големата буква на нашето христијанско суштествување. Ова е ден во кој го пронаоѓаме кореновиот систем на нашето постоење. Систем од кој ги подхрануваме нашата вера, нашата надеж и нашата љубов. Во тоа име денес се огласија црковните кампани, праќајќи ни абер дека возвишено треба да ни биде чувството. Затоа што сме дел од многуте генерации струмичани кои ставиле камче во мозаикот на нашето битисување. Култот кон светителите, кој ни е оставен во аманет од нашите дедовци и прадедовци, ја има светата задача која овозможува возвишените вредности непречено да патуваат низ времето. И еве сме повторно со распеани и насмеани души да го направиме она што ни деликува нам, денешниве граѓани на Струмица, кои ги ползуваме благодетите на одамна завршената мисија. Еве сме повторно собрани заеднички да им направиме чествување на благочестивите апостоли, кои пред помалку од 17 векови го проповедале и ширеле христијанството. Тие во 4 век биле сеачите на семето Христово, а ние во овој 21 век се уште ги береме плодовите од раскошното прастаро дрво кое изникнало од тоа семе. Затоа денес повторно го пречекоривме прагот на храмот, подигнат во чест на мачениците, и повторно ја примивме на дар духовната храна. Како резултат на Господовата волја се случило овој наш град да биде центарот на христијанството, за што сведочат зборовите. Тивериопол достигнал да стане како некоја кула од секаде видлива, која раздавала светлина на верата и на другите градови на запад и ги враќала од мракот на заблудата оние кои се наоѓале во длабокото море на неверието. Воопшто не е случајно што свештеномачениците токму на оваа грудка земја нашле малку слобода и со словото на нивните души обработиле за Христа богата нива со изобилно гласи. Житието ќе каже: идолска лага и злочестието го разобличија, и Христа го проповеда, победниците над смртта најсвештени. Храмот кој безимените струмичани го подигнале во чест на светите апостоли,
Не е духовен магнет кој не привлекува само на денешен ден. Тој од секогаш бил и ќе остане гнездо на спокојот, во кој душата струмичка, но и не само таа, бара простор за молитва, желба за исповед и порив за спасение. Така било оддавна, така и денес. Така ќе биде и за векутума века. На тоа не подсетува канонот на мачениците, во кој меѓу другото се вели: кладенец на чудеса и избор на безбројни исцеленија, река на благодат и очистување на душата, храмот е на светите 15. Дојдете верни во него да се просветлите. Драги пријатели и сограѓани, секој наш ден со својот крст на чело го поминуваме чекорејќи по ова струмичко тло, кое памети бројни прастари патешествија. И секогаш треба да имаме на ум дека тоа тло, таа почва Тивериополска и струмичка, е натопена со крвта на свештеномачениците. Таа крв, во името на верноста и истрајноста кон Словото Божјо, беше пролеана на денешен ден пред 1652 години. Големите напори на безбожниците, светите 15 апостоли да се откажат од Христовата вера и од својата света мисија, останале безуспешни, па мачениците тоа го платиле со своите животи. За тоа и за сите други настани поврзани со проповедниците на христијанството зборуваат житијата, каноните и сите други материјални докази кои се трајни сведоштва за никулците на нашата вера. Тие оставштини велат дека во времето на римскиот император Јулијан Отпадникот бил издаден акт за голем прогон на христијаните од империјата. Јулијан, како син на Констанци II и брат на Константин Велики, по стапувањето на императорскиот престол ги вратил старите пагански верувања и го отврлил христијанството, издавајќи наредба за одмазда врз оние кои нема да се вратат кон старите обичаи. Во градот Никеја, Мала Азија или денешен Изник била прочитана наредбата на императорот. Според житието, по новонастанатите состојби меѓу оние кои побегнале од градот биле и боголюбците Тимотеј, Комаси, Евсеви и Теодор, кои најпрво се населиле во Солун. Тие сакале таму во овој град да го шират христијанството и Словото Божјо, но солунчаните им рекле дека во нивниот град не се созреани условите за такво нешто, па ги советувале да отпатуваат на север до Тивериопол, денешна Струмица, каде што веќе постојала христијанска почва. Тоа тие и го сториле. По доаѓањето на овие наши простори, Тимотеј станал епископ на Тивериополската црква. Комаси се замонашил, а истото го сторил и Евсевиј. Теодор бил исто така епископ и учесник на првиот Вселенски собор, одржан во Никеја во 325-та. Со нивното проповедање на христијанството, тие веднаш биле прифатени од местното население, па така во нивната мисија се приклучиле и Петар, Јован, Сергий, Теодор, Никифор, Василий, Тома, Еротеј, Данају, Харитон и Сократ. Уште тогаш почнала да се шири нивната слава на доследни христијански проповедници и чудотворци. По известно време во Солун, службениците на императорот Јулијан Отпадникот чуле за нивното дело, пошто следувала наредба за нивно погубување. Така и се случило. 15 свети апостоли биле погубени, а нивните тела биле расфрлани на разни страни. Но жителите на градот ги зеле телата и ги погребале во посебни гробови, на кои било напишено името на секој од нив. Телата им биле погребани во доцноантичка некропола надвор од градот. Моштите на мачениците станале извор на повеќе чуда. Нивната ицелителна моќ била толку голема, што болни оздравувале, слепи прогледувале и неподвижни проодувале. Едно од тие чуда е и отсечената десна рака на Тивериополскиот свештеномаченик Петар, кој се уште се чува во црковен храм во Егејскиот дел на Македонија. Денот на погибието на мачениците
28 ноември по стариот или 11 декември по новиот календар е денот што се слави како патрон на нашиот град, како ден на заштитниците на Струмица. Ете токму во тие настани и во времето на делување на свештеномачениците лежи зародишот на христијанството во овој наш град. Поклонувајќи се пред ликовите и делата на 15 Божји апостоли и гледајќи ги нештата од денешна временска разлика, станува нужно доследно да ги ползуваме вредностите кои ни се оставени во наследство. Вербата, човечноста, љубовта, непоколебливоста, хуманоста и сите други доблести кои ги поседувале служителите Господови треба да ни бидат урнек за креирање на нашите животни патишта. Згоре на тоа, тие ставиле неизбришлив печат за повеќевековното значење на овој наш град во кој живееме. Се радуваме, тагуваме, обстојуваме. Тие за возврат не бараат ништо од нас. Ние треба да бараме од себе, да бидеме достојни следбеници на она што ни е оставено на дар. Треба да бидеме честни и честити во чествувањето, верни во верувањето и со почит кон почитувањето. На тој начин ќе си дадеме до знаење дека се чувствуваме должници на недолжните. На тој начин ќе ја покажеме постојаната грижа кон востановените вредности, кон традицијата и кон нашата Струмица. За да го постигнеме сето тоа, треба да растеме дури и тогаш кога мислиме дека сме пораснати. За да го дадеме вистинскиот влог за овој наш град, треба срцето да ни бие во ритамот на струмичкото секојдневие. Треба да имаме Струмица во сопствените вени и да чувствуваме како ни го забрзува крвотокот. Треба срцата и душите да ни бидат толку големи, колку што е голем овој град. Струмица треба да се сака како што таа не сака нас. Ако го добивме во наследство градот од нашите предци, убав, изграден, чист, среќен и горд на своето постоење, тогаш имаме должност да го оставиме во наследство нивните поколенија поубав, поизграден, почист, посреќен и погорд на себе. Мора да бидеме мајстори, калемари, кои ќе знаат на традиционалните вредности на Струмица, да накалемат нови и препознатливи вредности кои се одлика на времето во кое живееме. Нека ни ја заштитуваат Струмица 15 свештеномаченици од несакани влијани и непогоди, но ние мора да ја дочуваме на свој начин. Струмица се чува онолку колку што се љуби, онолку колку што се гради, онолку колку што тежи нашиот влог во неа. И тоа треба да го правиме сите до еден, заеднички, сложно и одлучно. И воопшто не е важно кој е кој е што, кој во што верува, кој на каква позиција е, кој каква боја на книжка носи во джебот и слично. Струмица ниту почнала да постои од нас, ниту после нас ќе престане да постои. Токму затоа, белегот на нашето постоење мора да го вградиме во постоењето на овој град. Да се знае дека и ние сме биле струмичани, да се знае дека и ние безрезервно сме ја сакале Струмица. Денес е особена гордост да се биде струмичанец, од вистинската перцепција за овој град го осведочува неговиот растеж и прогрес. Денес да кажеш надвор од Струмица дека си струмичанец е нешто што предизвикува пријатна насмевка и позитивна реакција кај соговорникот. Ако од оваа говорница кажам дека Струмица испишува преубава страница во својата книга на постоење, ако кажам дека овој град доживеува своевидна ренесанса, не би сакал да бидам обвинет дека го злоупотребувам микрофонот на кој зборувам. Јас само ги пренесувам зборовите, импресиите и чувствата на многумите, кои го кажале и го кажуваат она што јас вам ви го кажав. Ништо повеќе и ништо помалку од тоа. И не треба тука да застанеме. Треба да продолжиме, оти тоа од нас се очекува. Кога стигнуваме до една точка од нашата цел, таа треба да биде
поидовна точка за некоја друга цел и се така понатаму. Но, почитувани гости и сограѓани, во оваа убава приказна има едно големо но. Не можам, а да не кажам, не можам, а да не го споделам чувството со сите вас, дека сум вознемирен, несреќен и тажен. Како може да не сум тажен, кога катадневно гледам тажни луѓе? Како може да сум незадоволен од општиот амбиент, кога незадоволството на луѓето е се поголемо и поголемо? Несреќни и тажни се и моите струмичани, не помалку од оние кои живеат и во другите краишта на Македонија. Од Иструмица, колку и да е убава, изградена и прогресивна, и таа е дел од овој наш македонски амбиент, во кој човечкото достоинство е сведено на најниски можни гранки. А немаштијата, безнадежноста и разочараноста кај луѓето, како да имаат ставено квасец, па тие нараснуваат секој ден, се повеќе и повеќе. Тоа луѓето ги прави исплашени и очени и притоа стануваат поинакви од тоа што биде порано. На тој начин луѓето остануваат отуѓени и обезлуѓени во своите поставки. Кога пријателите престануваат да бидат пријатели, кога блиските ни стануваат далечни, кога животот го трошиме за да се храниме со тугите животи и судбини, кога наместо мостови градиме ѕидови помеѓу нас, кога доблеста станува мана, а маната доблест, кога зборот веќе не е збор, а образот образ, кога подадената рака станува вистинска реткост, кога ние праќаме, кога ниту праќаме, ниту примаме честитки за нова година, кога се затвараме во нас самите, тогаш работите не ни одат народ. Ѓаволот ја однесе шегата, а ние како да го ситиме и го каниме да ни тропне на врат. Заборавивме дека љубовта и злонамерноста не одат рака под рака, дека љубовта не може да се роди во зла душа. Заборавивме дека раните што ни ги нанесуваат блиските луѓе никогаш не зараснуваат. Секојдневно си поставуваме разни прашања: кој, зошто, како, а одговорот го знаеме, ама од страх го проболтуваме. Кој тоа ни ја одзема можноста да воспоставиме душевна равнотежа? Кој тоа ни ја открива нереалната реалност на нашето живење, во која известна е само неизвестноста? Кој тоа ги помеша вистината и лагата до тој степен што луѓето не знаат каде е границата меѓу едната и другата? Кој тоа ни ги одзема нашите соништа, од јавето прави собствени соништа? Кој ни ја одзеда вербата во се и се што, па дури во поговорката трпение спасение? Ако до вчера знаевме дека само еднаш се умира, кој е тој кој создава услови да умираме секој ден? Од некого примивме на дар гума за бришење, па со неја ги бришеме едно по едно нештата од нашите животи кои не правеа среќни, кои ни причинуваа задоволство, кои не исполнуваа. Некој дури не тера да ја бришеме дури и меморијата која ни спомнува за убавите времиња, кога човекот беше човек, а слободата беше слобода. Го трошиме животот бришејќи делови од него, но ја трошиме и гумата. Останува едно парче од тој живот и едно мало парченце од таа гума, па пред нас се исправа дилемата што понатаму. Или ќе се доизбришеме, или ќе ги избришиме лошите намери на оној кој ни ја дарувал гумата. Ајде да ја фрлиме таа гума и да земеме молив рака, за да испишеме нови убави страници од нашите животи, страници базирани на достоинство, вредност, доблест, разбирање, почитување, хуманост, среќа, радост и насмевки. Од времето кое го живееме треба да учиме. Од грешките и болките од кои боледуваме треба да учиме. Не смееме да размислуваме само на проблемите, туку да размислуваме за решението на тие проблеми. Оние кои мислат дека не можат ништо да променат, ќе морат најпрвен самите да се променат. А кога ќе се промениме, ќе знаеме повторно како се живее по мерка на човекот. Само така ќе знаеме да ја стераме облачноста од срцата,
да ги сопреме врнежите во душата и да ја растераме маглата од пред очи. Само така ќе знаеме вистински да му се израдуваме на животот. Само така Струмица и струмичани ќе ја продолжат взаемната љубов во амбиент кој го посакуваат. А до тогаш, нека ни е силна вербата и верата, нека ни се благословени и даровите Господови, нека ни е вечен споменот на светите 15 тивериополски свештеномаченици. Среќен ти празник, Струмицо наша!